Светот на Биби! Рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Виножитни палачинки. Здраво, деца и родители, баби и дедовци, тетки и чичковци, а и постари браќа и сестри. Добре дојдовте во првата епизода од нашето домашно готвачко шоу, каде што сите заедно, ние родителите и тие децата, ќе правиме интересни и едноставни рецепти и ќе се забавуваме. Мамо, а дали тоа значи дека и ние можеме да готвиме со тебе? Секако, Биби, овие рецепти се измислени токму за тоа. Јас сакам да матам, јас те молам, тетка Ана, дај ми ја мене маталката, може? Секако, Боби, ти ќе матиш. Чекајте малку. А што ќе правиме денеска? Ќе правиме палачинки во боите на виножитото. Ням. Виножитни палачинки. Но, чекајте, а зошто тогаш имаме спанаќ? И цвекло? Сега ќе видите. За почеток, во садот за матење на Боби ќе скршиме 2 јајца. Биби, повели ти. Ете така. А потоа ќе матиме. Хајде, Боби. Јеперепи! Добро, полека. Јајцата се изматени. Сега да дополниме со други состојки, Биби. Во изматените јајца ставаме малку сол. Ајде, Биби. Така. Млеко. Ние во случајов користиме млеко од овес, но може да се стави и обично млеко или каква било друга замена. А потоа и брашното и прашокот за печиво. Јас користам брашно од овес, но може да се користи какво сакате. Ете така. Сега, Боби мати полека. Малку ми стана здодевно ова матењево. Биби, сакаш да се смениме? Не грижи се, Боби, сега матењето ќе го префрлиме во блендер. Само да го поделиме тестото на 3 дела. Тетка Ана, зошто не матевме од почеток со блендер, а? Па затоа што јас многу сакам самата да матам со мателка. Па добро. И јас сакам многу да матам, да. Но сега веќе ми здодеа, затоа. Значи, тестото или смесата што ја измативме претходно ја делиме во 3 сада. Прво, ќе ги правиме розовите палачинки. За нив треба да земеме цвекло, кое претходно е сварено и изладено. Подај ми го цвеклото, Боби. Пак јас? Добро. Еве сега, еве го. Ќе ги пасираме во блендер додека не добиеме пире од цвекло. Потоа го пасираме заедно со тестото и... Розово тесто! За девојчиња. Ајде, јас да го правам зеленото. Тие се прават на ист начин, само што прво во блендерот ставаме спанаќ, го пасираме, а потоа го додаваме тестото. Ајде, Биби. Ете така! Зелено како за бестрашни и силни момчиња. Мама, а жолтите палачинки? За жолтите палачинки само додаваме во тестото половина лажича од жолтиот зачин, кој се вика турмерик. И потоа третина лажича од кафеавиот, кој се вика цимат. Најубаво мириса на целиот свет. А сега ќе правиме палачинки? Па секако, сега одиме кај шпоретот. Ќе земеме 1 тава за палачинки и во неа ќе ставиме малку масло. Јас ставам кокосово масло, но може и путер или обично масло. Ајде сега полека да ставиме од тестото. Ставаме со голема лажица по малку. Не сакаме палачинките да бидат преголеми. Се печат на тивок или среден оган 3 до 4 минути од едната страна. А сега да ги завртиме. Оставете го мајсторот Боби да ги заврти. Јеперепи! Нашите палачинки ги служиме со мед и малку овошје, но може да се комбинираат со се што ќе посакате.
Тоа беа нашите виножитни палачинки. А ние се гледаме повторно во рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Довидување, другарчиња и родители! Довидување! А сега да јадеме! Хе-хео! 2 јајца, малку сол, 200 мл млеко или млеко од овес, бадем, соја, 200 грама брашно или брашно од овес или спелта, 2 лажици прашок за печиво. За розовите палачинки, 1 цвекло, претходно сварено и изладено, околу 60 грама. За зелените палачинки, 40 грама млад спанаќ. За жолтите палачинки, половина лажиче турмерик и третина лажиче цимет. Добар апетит! Светот на Биби! Рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Сендвичиња, човечиња. Драги деца, драги родители, добре дојдовте во нашата шарена кујна. Денеска ќе ги правиме омилените сендвичиња на Биби и Боби. Сендвичиња, човечиња! Јеј! Јепи-рипи! Ајде да правиме човечиња! Биби, јас ќе ги правам машките, а ти девојчињата, може? Значи, половина јас, половина ти. А јас? Ти, мамо, ќе бидеш асистент готвач, може? Може, значи денеска вие сте главни. Добро, ако е така, ајде, повелете. Лево Боби, а десно Биби. Ха-ха! Моите ќе бидат поубави, а? Не, моите. Не, моите. Не, сега немојте да се Моите, карате, моите. деца, ајде. Биби, покажи ни како ќе ги правиш твоите сендвичиња, човечи. Не, сендвичиња, девојчиња. Еве вака. Аха. Прво, ставаме парче тенок кашкава. Аха, Ама чекај, Боби. Потоа, очите ги правиме од... Прво ставаме исечени крукчиња од малечки домати Е, или да. чери домати, како сакате. Да. И врз нив крукчиња од маслинки без коска, а во најмалото крукче од маслинката едно зрно граша. трепките ги правиме од тенко исечкана краставица. Устата ја правиме од црвена пипарка и сечкана на парчиња. Еве вака. А образите? Образите ќе ги направиме од морков исечкан на крукчиња. Да, може. Не се лоши, ама моите ќе бидат поубави. Нема. Ајде сега, доста не се расправајте. Ајде, Боби, повели. Кажи ни за твоите човечиња. Значи вака. Прво, на сендвичињата мачкаме крем сирење. Очите ги правиме од исечени крукчиња од краставица и маслинки. Така. Баш убаво. А носот? Носот го правиме од кисели краставички. А устата од црвена пиперка? Да, точно. Виде од мене. Останува уште косата, а неа ја правиме од магданос. Јипирипче и готово е. Нели се поубави? Па, еднакво се убави и едните и другите. А сега да си каснеме, може? Може! Тоа беа нашите сендвичиња човечиња. А ние се гледаме повторно во рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Довидување! Тост леп, тенко исечкан кашкавал, крем сирење, кисели крставички, краставица, мали доматчиња или чери домати, црни маслинки, црвена пиперка, морков, китка Макдонос, зрна грашок од конзерва. На здравје!
Светот на Биби! Рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Шарено чоколадо. Здраво, деца! И здраво, родители! Повторно сме во нашата шарена кујна, а денеска ќе правиме рецепт по избор на Боби. Јипи-рипи, мојот рецепт. Хео! И што имаме тука, Боби? Имаме секакви состојки, многу состојки за да направиме шарено чоколадо. Вау, шарено! Најшарено на целиот свет. Ај, многу сум нестрплив, ми се јаде чоколадце. Може да почнеме? Еве, почнуваме сега, да. Многу сум љубопитна како се прави ова чоколадо. Ням. Прво, ќе земеме еден голем плех и во него ќе ставиме хартија за печење. И Бобите, молам, вклучи арирната на 50 степени. Сега, еве го 50 степенчиња. Ти благодарам. Во плехот ги ставаме чоколадите. Имаме 4 темни чоколади, 2 млечни и 2 бели. Колку интересно. Ням. А сега? Сега го ставаме плехот во рерната и оставаме чоколадите да се стопат едно 10 минути. Охо, еве јас ке мерам време на мојот часовник, на мојот нов часовник. А сега? А сега земаме едно стапче, вилушка или шпатула и... Да. Чекај сега да видиш. Значи, сите овие други состојки треба да ги распоредиме врз чоколадото додека е топло. Ајде, брго, Биби, земи. Да, полека, има за сите. Полека. Леле, значи никогаш не сум видела ваква чоколадо досега. Браво, Боби! Браво за овој рецепт! Ти се допаѓа? Мислам, ти се допаѓа на вистина? Зашто јас мислев дека ти не сакаш чоколадо? Кој не сака чоколадо? Само не треба да се јаде многу често, бидејќи не е здраво ниту за стомакот, ниту за зъбите. Не, добро, благодарам, не сакам да знам. Ајде сега да почекаме чоколадото да се стврдне, може, деца? О, па кога мора. Сега да го скршиме чоколадото и да го пробаме, сакате? Ајде. Полека, Боби. Полека, Боби, има уште многу чоколадо. Ама е вкусно. Браво, Боби. Боби, значи, мислам, браво, Боби и тетка Ана. А Биби? И Биби, браво, деца. Тоа беше нашето шарено чоколадо, а ние се гледаме повторно во рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино. За деца и родители. Довидување, другарчиња и родители! Довидување. Полека, Боби, полека. 4 темни чоколади, 2 млечни чоколади, 2 бели чоколади, солени переци, лешници, бадеми, сува брусница, шарени бомбончиња. За овој рецепт можете да користите помалку или повеќе состојки. Може да ги замените со други, еве, например, мали бисквити со путер, суво грозје и се друго што ќе посакате. Добар апетит! Заборавивме да ви кажеме уште нешто. Скршените парчиња чоколадо можете да ги спакувате во целофан, да ги врзете со панделка и да ги подарите некому. Еве, погледнете! А дали можам јас да си подарам едно мене? Мислам, од Боби за Боби, може? Па секако дека може. Светот на Биби! Рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Банана леб! Здраво, дечиња! Здраво, родители! Баби и дедовци! Тетки и стрини, постари сестри! Добре дојдовте во нашата шарена кујна! Денеска ќе правиме еден рецепт кој е омилен на Биби. Ням!
Бам! Банана леп! И сега, што треба да правиме, тетка Ана? Дај ми мене нешто да правам, те молам, дај ми мене. Сега, Боби, сега. Еве, во едниот сад ќе ги измешаме сувите состојки, а во другиот прво ќе ги изгмечиме бананите. Ево, јас ке гмечам, да, јас ке гмечам. Во ред, еве сега. Само прво да ги излупиме бананите. Еве, ги ставаме бананите во садот. Сега ќе ги изгмечиме со вилушка или со... Со мојот специјален гмечач. Брзо! Ау, ама е тешко ова. Тешко? Дај јас да се обидам. Леле, Боби, па ова не е тешко, ти си само мрзлив. Добро, не се карајте. Додека вие гмечите, јас во другиот сад измешав брашно, прашок за печиво и малку сол. Мамичка, мамуш, што ќе правиме следно? Следно, ставаме 2 јајца во садот каде што се бананите. Зази? Потоа, во истиот сад со јајцата и бананите ги додаваме шекерот и екстрактот од ванила. А потоа мешаме. Сега време е да ги измешаме состојките од едниот и од другиот сад. Сето тоа го правиме со обична дрвена лажица. Не ни треба маталка. Не, јас не мешам без маталка. Јас ќе мешам, мамо, јас ќе мешам, мамуш. Јас сум најсилна од сите. Ау, не си. Сум. Не си? Сум. Јас. Не, дај мене, дај ми. Ама Боби! А сега, лебот го ставаме во калап за печење и го ставаме да се пече на 180 степени 1 час. Едва чекам да биде готов. Ла, колку добро мириса. Леле, ама сум гладен, тетка Ана, многу. Може веднаш да јадеме? Полека, Боби. Мора барем малку да си излади. Преубаво. Па уште и со чоколешник крем од озгора. Нем. Мене ми е најубав со мед, а Зази и Зина, тие го сакаат со џемче. Тоа беше нашиот банана леп, а ние се гледаме повторно во рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Довидување, другарчиња! Довидување! 4 зрели банани, 2 јајца, 2 шолји брашно, 1 лажиче прашок за печиво, половина лажиче сол, половина шолја кафеав шекер, 1 лажиче екстракт од ванила. Добар апетит! Познатиот банана леп на Биби и Ана. Дајте малку путерче и кашкавалче да каснам и јас. Кашкавал со банана леп? Ау, чичко тато Тино, не сум слушал вакво нешто досега. Боби, гледај и учи од експертот. Бљак, никако. Јепи-рипи. Светот на Биби! Рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Добар ден и добре дојдовте во нашата шарена кујна. А денеска таа е навистина шарена, затоа што пред нас имаме овошје во сите бои. И не само овошје, туку и чоколадо. Па и бело чоколадо. Може да лапнаме една коцка? Ама Боби, тоа чоколадо е за декорација. Како? Значи, Биби, секогаш кога сакаш да кажеш не може, користиш неразбирливи зборови, нешто декорација. Кажи си убаво. Боби, секако дека можеш да земеш една коцка, па и 2.
повели. Добро, ајде. Ајде да правиме овошни фигури, ке ве молам. Ќе ви покажам како се прават овошни фигури. Исеков една банана на половина. Исечкав киви и излупив мандарини, делејки ги на кришки. Сега ќе ги наредам формирајќи фигура. И што е тоа? Колку интересно. Па тоа е... Остров со палми. Јепи-рипи! Ајде, да правиме фигури! Ајде, мамуш! Ајде, секој да избере по една фигура што сака да ја прави. А јас во меѓувреме ќе стопам малку црно чоколадо во еден сад и бело во друг. Може? Може! Пазина и јас избравме да направиме нешто специјално. И тоа многу, ама многу убаво. И ням, превкусно. Еве погледнете. Ги сечкаме јаготките на половинки и потоа земаме боровинки и ги спојуваме со дрвени чепкалки со исечканите половини од јаготките и мама. Браво, Биби, браво, Зина. Ајде сега да декорираме со темно чоколадо за да добиеме Бубамара! Јепи-рипи! Биби, многу ми се допаѓаат твоите бубамари, но чекај да видиш што правиме јас и Зази. Јас и Зази зедовме јаготки и банани, ги сечкавме на кругови, освен една јаготка што ја оставивме цела. Зедовме и едно долго дрвено стапче од оние со кои тато прави раженчиња. Целата јаготка оди на едниот крај од раженчето, а на другиот крајчето од бананата. А сега, тетка Ана? Сега ќе правиме очи. Прво малку бело чоколадо, А потоа и темно чоколадо. И та-та-та-там! Овошна змија! Вау! Па браво, Боби, браво, Зази! Сигурно е многу вкусна оваа ваша змија. Ням. Да. А ќе биде уште повкусна кога ќе помине низ калта. Кал? Навистина сега ништо не разбирам. Па кал од чоколадо, Биби! Ова змија многу сака да се валка во кал. Ням. тоа беа нашите креативни и превкусни овошни фигури. А ние се гледаме повторно во рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Довидување, другарчиња! Другарчиња! Што ни е потребно за овошните фигури што ги правевме денеска? Разновидно овошје, банани, киви, мандарини, јагоди, боровинки, како и темно и бело чоколадо. Играјте си и измислете своји разновидни фигури. Јадете здраво овошје и уживајте.